Дали Трамп е навистина против меѓународните институции или ги користи како блеф за неговите цели? Вториот мандат на председателот Трамп започна со наредба да се преиспита американското членство во сите меѓународни институции. Америка веќе се повлече од СЗО, што и не е некое изненадување. Трамп жестоко ја критикуваше агенцијата за начинот на кој се справи со ковид пандемијата. Исто така го повлече финансирањето на УНРВА, Агенцијата за хуманитарна поддршка на палестинските бегалци, и не е дел од Советот за човекови права. Наводно затоа што станале антиизраелски. Во основните идеали на Трамп е потребата да победува и затоа ги користи сите средства и тактики. Заканите за промена на меѓународните институции како Светската трговска организација, улогата на НАТО, финансиите кои ги делеше УСАИД и повлекувањето од климатскиот договор се алатки за постигнување на неговите цели. Трамп уште од 80-тите години го обликува својот политички наратив. Америка е држава должник, а медот го собираат мокните трговски извозници како Јапонија, Германија, Кореја и сега Кина. I feel that this country with the proper leadership can go on to become what it once was. When you get the respect of the other countries, then the other countries tend to do a little bit as you do, and you can create the right attitudes. Затоа мора да им наметне нови царини, за да ја заштити домашната економија. Така и со меѓународните институции, кои мора да бидат ставени под притисок за да почнат да действуваат според американските интереси. Главните последици од овие политики веќе се чувствуваат, односно земјите ќе мора да смислуваат поединечни тактики како ќе се постават во односите со САД за да ги заштитат националните интереси, а мултилатеризмот ќе биде значајно ослабен.